Катастрофална година на економски план. Негативни биле показателите во сите области, вели председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски. Според него, и покрај тоа што партијата цела 2022 година предупредувала дека државата оди во лоша насока, власта не направила ништо да ја подобри состојбата. Поразителни биле податоците за високата корупција, малиот економски раст и рекордно високата инфлација. Катастрофална, имаме година со катастрофална економија, последни сме во регионот со многу корупција, со многу криминал, со многу голема инфлација, најлошо се справувавме со сите кризи и тоа не го зборувам јас затоа што сега ние сме опозиција, туку ова го зборувам затоа што ценам дека тоа се факти кои што ги чувствува секој еден обичен граѓанин и тоа впрочем можете да го видите во мерењата на јавното мислење. Во годинава што полека изминува, ВМРО-ДПМН како опозиција даваше бројни предлози за сузбивање на инфлацијата. Од механизми за кратење на данокот на додадена вредност и акцизите за да поевтинат горивата, до поголем пораст на платите во администрацијата за да се задржи барем животниот стандард од стартот на годината кој го изади инфлацијата. Ограничените и задоцнети мерки на владата за помош на граѓаните и стопанството резултираа со двоцифрена инфлација која достигна 19,5%. Иако надлежните упорно тврдат дека мерките за субвенционирање на струја за фирмите конечно ќе дадат резултат и цените барем оние на основните прехранбени производи ќе се намалат, тоа досега не се случи. Владата предвидува инфлацијата до година да достигне 7,1%. Партијата единствено го поздрави одложувањето на воведување прогресивен данок, што е нивно барање со години наназад. Даночната реформа што ќе ја спроведе владата предвидува еднократно фирмите со профит поголем од 10 милиони евра да платат така наречен данок на екстра профит, по примерот на Австрија, Словенија и Хрватска.